Неизгласување на точката за изградба на типски куќи за ромите кои што живеат во старата касарна беше причинило денеска вработениот во локалната самоуправа Мустафа Саидов да одржи пресконференција на која упати директни критики и обвинувања до советниците од СДСМ и советникот Аќа Киов. Господинот Аќа Киов, советник од редовите на ПДПР и како коалиционен партнер на СДС, дискутираше во негативна конотација за овој проект. Односно, инсистираше истиот да не биде изгласан, па дури ќе правел ургенции кај министерот за повлекување на парите за овој проект. Во суштина, поголем душманлик за ромската заедница од това и не може да се направи. Јас навистина сум љубопитен како тој после оваа изјава ќе функционира и како овој народ ќе продолжи да му верува, но на голем дел од заедницата им е совршено јасно. Сите знаат кој е Аќа Киов и како тој функционира. Јас и во име на ромскиот народ од Кочани ја осудувам оваа негова дискусија и однесување при гласањето на оваа точка и барам да покаже доблес еднаш во неговата политичка кариера да застане на страната на интересите на заедницата. При тоа, на првата наредна седница на Советот на општина Кочани да се ја исправи грешката со тоа што ќе бара оваа точка за усвојување на предлог програмата за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик да се врати на дневен ред и да се усвои. Овие луѓе тука конечно после 30 години голгота да добијат пристојно домување.